А која камера да Добро. Добро вечер или добар ден, не сум сигурна, затоа што некако времево малку денот се раздолжи, ние некако живнавме, сонцето има голем удел во тоа како ќе се чувствуваме денес. На овој втор вебинар, насловен како одделот Запознај се со сопственото ментално здравје, насловен како стрес и резилиентност како значени концепти во зачувување на менталното здравје. Знаете и самите дека овие 4 вебинари кои што се организирани во рамките на 4 последователни недели го адресираат прашањето на менталното здравје и даваат се интерактивни предавања кои што даваат насоки, практични вежби во однос на ваше запознавање подобро со вашето собствено ментално здравје. Јас сум Радмила Живановиќ, психолог и европски акредитиран психотерапевт од Психотерапика. Овде сум во функција да ве водам низ оваа тема и секако да ви дадам некоја поддршка и насока во која што би можеле да работите сами во однос на вашето ментално здравје. Благодарност до EU House, кој што на некој начин ги овозможи овие 4 вебинари. Темава денес, што сакам да ви ја донесам, е тема која што многу често е зборувана, е секојдневна тема, значи станува збор за стрес, и ние сме свесни дека стресот е неминовен дел од нашиот живот денес и многу пати знаеме дека и самиот често пати многу работи кои што ни се случуваат во животот, одредени дисфункционалности, знаеме да кажеме дека се поради стресот кој што се натрупал, стресот кој што се случил и кој што не можеме некако да се справиме со него. Затоа сакав јас на почеток да ви донесам што представува стрес, кога стресот преминува во дистрес и секако нели на кој начин резилиентноста како концепт влегува во насока на зачувување на менталното здравје. Стресот е секојдневие и најчесто е наша реакција на одредено случување околу нас, кое што има одредено барање врз нас самите да се промениме, да реагираме. Тоа е отпорот кој што доаѓа од надвор, од околината и некако не притиска да реагираме на соодветен начин. Стресот е наша биолошка и физиолошка реакција, значи не настанува некаде надвор, тоа е дел од нас и настанува во рамки и на нашата психа и во рамки на нашето тело. Затоа не можеме да кажеме дека стресот се случува само во нашата глава, иако мора да нагласам дека не сите исто реагираме на одредени настани кои што ни се случуваат и кои што често пати може да се преплавувачки за нас самите, да представуваат криза, да ни носат некаква закана. Порано знаете самите дека за стресот кога зборуваме, често пати зборуваме за 4 основни стрес одговори. Тоа се одговорите на бори си и бегај, одговорот на замрзни или умртви и одговорот на задоволи или удоволи го другиот со цел да нели ја намалиш самата закана како таква. Но знаеме дека денес многу помалку сме изложени на реални закани кои што ни се случуваат, иако мора да признам дека пандемијава, која што во моментот е актуелна и е реална закана, сепак она што останува како значајна карактеристика на цивилизираниот човек е дека многу тешко се растеретува од или ги завршува тие стрес одговори и често пати е во постојана
реакција наместо да дојде до некаков вид на смирување или до предизвикување на тој одговор на релаксација кој што е многу битен во наша подготовка за следните закани кои што идат, наша подготовка за животот, затоа што секоја промена бара или изискува употреба на нашите капацитети за справување со тие промени, за надминување или за едноставна адаптација. Во таа смисла, често пати начинот на кој што ние размислуваме или перцепираме дека нешто од надвор би било заканувачко, загрозувачко за нас самите, е многу битно затоа што сме свесни дека не сите реагираме исто на иста стресогена ситуација. Ќе видиме дека и во рамки на самата оваа пролонгирана стрес ситуација на пандемискиот стрес предизвикува различни реакции кај сите нас. И дефинитивно она што е забележително е дека ги намалува нашите капацитети и ние се повеќе и повеќе чувствуваме дека имаме многу помалку сила да се бориме и да ги надминеме кризите кои што пандемијата сама по себе ги носи. Во таа насока овде би донела многу битни информации за тоа како ние реагираме. Ја ќе искористам оваа топка затоа што ми е лесна за демонстрација. Ова е нашиот организам кој што пулсира, нели, во одреден ритам. Тоа е нашето нормално функционирање, кое што некако ни е некоја базична линија на реакција во однос на околината. Тоа е состојбата во која што ние не се чувствуваме ниту премногу оптоварени, или ниту премногу замрзнати или укочени, очени, безволни. Значи, тоа е таа пулсација која што нас не обезбедува некакво нормално функционирање. Сега кога се случуваат одредени ситуации, посебно кога одредени ситуации се пролонгирани, нели, знаат да не напнат, тоест да појават една реакција на возбуда, која што знае да трае подолго време и која што ни носи одредена контракција на телото и како таква континуирано го активира нашиот автономен нервен систем, и од друга страна преголемата напнатост на нашиот систем после некое време знае полека поради губење на капацитетите и способностите да се бори со настанатата ситуација, комплетно да се затвори и да се исклучи, тоест да се shut down, да направи практично. И во таа позиција е многу тешко повторно ние да се активираме во таа некоја наша адекватна пулсација. Секој од нас има така наречен прозорец на толеранцијата, кое што тоа е неко оптимално ниво во кое што и да дојде, ние сме спремни да го надминеме, да го преработиме, да го isпроцесираме и да се адаптираме на промените. Сепак, не секогаш, кога промените се многу интензивни, кога долго траат, кога доаѓаат изненадно, а ние не сме спремни, често пати знаат да предизвикаат пролонгирани реакции на стрес, кои што водат до одредени психосоматизации, до одредени анксиозни реакции, до одредени депресивни реакции, исклучување од животот и слично. Резилиентноста, еве сега јас ќе ви донесам една вежба, практично пред да зборуваме за резилиентноста, ќе ви донесам една вежба, ќе ве повикам да седнете удобно во вашите столици, ќе направиме еден краток телесен скен на местата, затоа што стресот секогаш го носиме многу телесно, да направиме еден скен на нашето тело во овој момент. Како ќе го направиме тој скен? Еве јас подготвив една вежба за вас и ќе ве водам низ таа вежба, затоа што е многу битно, нели, ова време кое што сте сега присутни со мене тука, да си го дадете сами на себе, со цел малку повеќе да истражите како се чувствува или како го доживувате собственото тело во овој момент. Јас прво би почела, например, седнете комотно, дајте си време за себе, бидете во контакт со себе и обидете се, кога ќе погледнете во себе, да направите една проверка, еден скен на собственото доживување на телото, телесната сензација, и да пронајдете некои места и локации во вашето тело
кои што ги чувствувате поинакви. Еве сега јас ќе ве водам. Прво, ќе ве потикнам да ги најдете местата кои што ги чувствувате, да кажеме, најлесни, најкомотни, најпријатни. Местата кои што нели едноставно доживувате некаква ни преголема возбуда, ни ни негативна сензација, нешто што ви се чини комотно. Кој дел од вашето тело или кој место од вашето тело ги чувствувате како пријатни, комотни места? Проверете и одберете. Можете да одберете за сега едно место, но можете и да, кога ќе имате повеќе време, да трагате и по повеќе места. Сега би ве повикала во скенингот што го правите, да ги најдете оние места кои што ги чувствувате најнепријатни. Оние тензични места, места кои што болат, кои што затегнуваат, кои што ви прават да се чувствувате непријатно. Тоа се места на болка и места на контракција. Најдете ги тие места, лоцирајте ги, пронајдете ги, понекогаш е потребно повеќе време, но во принцип непријатните места се лесно да се најдат. Откако ќе ги лоцирате непријатните места, обидете се да ги најдете местата кои што воопшто не ги чувствувате. Тоа се местата без сензација или многу слабо ги чувствувате. Места каде што немате никаква активација, места кои што ви се чинат како да се одсечени. Обидете се да ги најдете тие места. Дали има такви места во вашето тело? Еве сега некако малку од малку се обидовме да ја направите вашата телесна мапа на места и едноставно фокусот од само вашите мисли или она што вие го преработувате во вашата глава постојано, го пренесовте малку во вашето тело. Прво ќе ве прашам, дали доживеавте, доколку ја правевте вежбата, дали бевте во фокус со нешто друго сем трагањето на местата во вашето тело кои што се пријатни, непријатни или оние без осет. Верувам, затоа што јас лично сите овие работи сум ги пробала самата, се ствара силен дефокус и секој пат кога ние се свесно го свртуваме нашето внимание кон нашето тело, тогаш ние практично ослободуваме голем простор во нашата глава, ги ставаме мислите во загради или ги ставаме на почек. Во таа насока, овие сега ќе ви донесам некои работи кои што мислам дека е многу битно и во кои што би продолжиле да ги... Значи, убаво е да нацртате една човечка фигура или да најдете некоја скица на човечка фигура и едноставно со овој боди скен со различна боја да ги одбележите сите овие места. Визуелно. Тоа можете да го направите и со вашето дете, затоа што свесноста за телото е многу значајна да биде потикнувана и да биде воведувана како пракса уште од најмали нозе. Од тогаш кога ние можеме практично да работиме со нашите деца. Сега, откако ги лоциравте овие места, јас само ќе ви дадам насоки и сугестии како би можеле да работите со секој од тие места. Например, неколку сугестии кои што би можела да ви ги дадам за секој од тие места се следниве. Со пријатните места кои што ги лоциравте, многу е битно да ја откриете сензацијата која што ја доживувате на тие места. Кога ќе сте во контакт со пријатните места, обидете се да видите каква е таа сензација. Например, дали е некакво треперење. Ја преска ја прави вежбата и јас имам доживување дека како некои мали чекорчиња, мала возбуда, како некое треперење доживеа во пријатните места. И сега тоа треперење или таа сензација, некоја можеби брановидност и каква и да е, вие се обидувате на некој начин да ја расширите ни сите други делови од вашето тело. Обидете се од тоа место на пријатност,
колку можете повеќе сензацијата, значи фокусирајќи се на тоа место, да ја расширите на другите места. Тоа е секако преку визуализација. Она што исто можете да направите е практично да вклучите и допир, значи ако местото мое на пријатност е овој дел овде, можам со мојот допир нежно и полека да ја расширувам сензацијата на другите делови од моето тело, да ја расширувам низ целото тело. Или како четка која што ве бои со таа боја во која што вие сте означиле дека е пријатното место. Овај лесен и нежен допир исто така сигнифицира пријатност, нежност, грижа за себе и можност јас да бидам во по-автентичен допир со самиот себе. Како да работиме со непријатните места кои што ќе ги откриеме? Најбрза интервенција на непријатните места е интервенцијата преку телото. Например, ако на непријатните места ние чувствуваме некаков притисок од надвор, значи аплицираме дополнителен притисок од надвор, однатре, за да се створи еден отпор. Практично. Тоа е кога ги чувствуваме непријатните места тензични. Можеме да аплицираме уште поголема тензија од внатре, нели? И потоа да опуштиме. Во секој случај многу е битна таа тензија која што се појавува на самите места, да дадеме и некој дополнителен притисок од надвор. Во случајов доколку моите раменици, а најчесто се силно тензични, најчесто појавувам главоболка, имам проблеми со мускулите, тогаш јас аплицирам лесен притисок од надвор со цел да ја разбијам таа тензија која што се случува во телото. Овој притисок тело на тело, тоест исто така начин на грижа или евентуално барам од некој друг да го аплицира неговиот притисок врз тој дел. Ако ги чувствуваме одредени делови на телото, како например замрзнати или без осет, тогаш воведуваме некаква контракција или активација внатре, ги раздвижуваме. Например, наоѓаме начин како да им додадеме движење или како уште повеќе да аплицираме некаков притисок. Но некако притисокот кој што на некој начин ги разбива овие контракции, туку едноставно притисок кој што ќе повикува на некакво посилно раздвижување, пулсација. Може да биде тоа триење, може да биде тапкање. Сега се надевам дека малку имате впечаток што би можеле да направите во однос на одредени места и дека малку повеќе се запознате со сопственото тело. Она што е многу значајно понекогаш е дека кога станува збор за менаџирање на стресот или одговорите на стрес, честопати ние мораме да ги активираме нашите сетила, потребно е да работиме на нашето дишење, значи да го продлабочуваме дишењето, и она што е исто битно, да се дефокусираме кон надвор со цел да собереме многу битни информации за околината кои што ќе ни дадат одредена сигурност и ќе не доведат во ситуација на активирање на одговорот на релаксација. А одговорот на релаксација е оној одговор на телото кога ние сме во мирување. Сега ве повикувам да помислите дали сте го доживеале тој одговор на телото, на релаксацијски одговор на вашето тело и кога, во кои ситуации тоа сте го доживеале. Најчесто тоа се моменти кога седнуваме, кога застануваме, кога се предаваме, кога паузираме, кога земаме време за себе, кога одмараме, без дополнителни дистрактори. Еве, например, во овој момент јас би можела тој одговор да го предизвикам на тој начин што од оваа состојба на исправеност ќе се препуштам на столицата. Направете го тој експеримент. Видете колку можете да се препуштите на столицата во која што моментално се наоѓате. Колку можете да се препуштите на подот на кој што газите во моментот.
Значи, како да добиете да дојдете до тој момент. Дишењето е многу битно. Овде, бидејќи се активира автономниот нервен систем, многу е битно да имате издишување. Значи, фокусирајте се на издишувањето. Дишувате од нос, издишувате низ уста, не се форсирајте, не правите, не буткајте, само дозволете да се појави природниот ритам на дишењето. Издишувајте, можете да вклучите и звук. Вклучувањето на звук при издишување силно донесува да го предизвикате релаксацијскиот одговор на вашето тело. Но јас не би одела подалеку, затоа што најверојатно јас ќе се опуштам премногу. Мора да ве поддржам да размислувате на релаксацијскиот одговор како нешто што го вежбате, на кое што се навикнувате и на кое што телото станува свесно дека може да го користи во секој момент во кој што е потребно. Кај секој од нас постојат различни начини да го предизвикаме тој релаксацијски одговор. Затоа доаѓаме до една многу битна тема, а таа тема е резилиентноста. Резилиентноста како концепт е нешто во кое што ние практично ја јакнеме нашата свесност за преживувањата што сме ги имале во животот и начините на кои што сме ги надминале кризите и тешкотиите во животот, проблемите. Секој од нас има некакво искуство, позитивно искуство на надминување на одредени кризи. Но начините на кои што тоа го правиме не секогаш е ист. Заради тоа, овде не може да се понуди некакви решенија во кои што ние сме ги надминувале ситуациите или кое е најдобро решение за надминување на ситуацијата, но повторно мораме да погледнеме во себе како ние сме ги надминувале одредени ситуации, што користиме најмногу како поддршка. Дали за мене надминувањето е добрата анализа или за мене надминувањето е да изразам својата енергија на некој поконструктивен начин, или за мене надминувањето е да дозволам емоциите да се појават во безбеден сетинг. Значи, начинот на кој што ние ги надминуваме ситуацијата и како значи градење на нашите капацитети, способности, квалитети, за да се гледаме многу повеќе како некој што надминува, отколку некој што само преживува. Резилиентноста, самиот збор, значи да се вратиме наназад. Тоа е ова што јас ви го донесов. Значи, кога јас одам во таа состојба на возбуда, резилиентноста значи да успеам да се вратам до моето базично ниво на функционирање, многу полесно и побрзо отколку претходните пати кога сум преживувал низ одредена криза. Резилиентноста е значајно битна заради тоа што исто зборува и за нашата сензитивност и способност да ги надминуваме кризите и ситуациите. Не за секоја сензитивност одговара ист пристап во надминување на ситуациите, но посекако изложеноста на одредени толерабилни фрустрации значи дека ние го зголемуваме нашето искуство во однос на начини и стратегии како да се справиме со одредени позначени кризи понатаму во животот. Во ви го зборувам затоа што е многу битно кога ги адресираме прашањата во однос на воспитувањето на децата. Дали детето ќе очуваме стаклено звоно или детето ќе го изложуваме на одредена надминлива опасност, или нормално пресметана, но со цел да ги потврди и да ги покаже своите способности. Во таа насока јас подготвив уште една вежба за вас, која што е насловив и резилиентни его сили. Би сакала да се навратите на некоја криза која што сте ја надминале во животот, нешто што на вистина било силно, ве изместило, но некако сега сте на едно место во кое што чувствувате дека го имате надминато тоа и дека сте на некое побезбедно, подобро, посилно место отколку порано. Значи, кога мислите на таа кризна ситуација, само помислете што таа криза или надминувањето на таа криза променила кај вас. Значи, кога зборуваме за резилиентност, зборуваме за капацитет. Значи, ајде да се договориме тука, да зборуваме за кои квалитети
Јас ги имам развиено како резултат на надминувањето на кризата. Во таа насока, сакам кога размислувате или барам од вас, кога размислувате на оваа криза, да се обидите да одговорите на три, да дополните три многу значајни реченици. Јас сум, опишувајќи го квалитетот кој што го стекнувате како резултат на надминување на кризата, јас имам, осврнувајќи се на капацитетите кои што сте ги стекнале како резултат на надминување на кризата, јас можам, однесувајќи се на вештините кои што сте ги стекнале како резултат на надминување на кризата. Ние, кога надминуваме одредена криза, секогаш излегуваме како одредени, како да кажам, победници. Затоа што се уште сме живи и можеме да учиме од нашето, од собственото живо искуство или од живото искуство на секој оној кој што нас не обкружува. Она што е многу битно да се знае кога зборуваме за резилиентноста е да гледаме ситуацијата малку подалеку само од нас самите и да сватиме и да станеме свесни дека резилиентни се раѓаме во средина која што го овозможува тој, го обезбедува тоа, средина која што е силна поддршка за нас самите. Тоа значи дека честопати таа резилиентност оди рака под рака со уважување на нешто што сме го имале дури во моменти на криза. Благодарност кон она што сме го поседувале, дури кога силно и тешко сме пателе. Станете свесни за кои се тие ваши поддршки кои што вие ги имате со цел да самите себе се поддржите, да гледате во собствената сила и енергија што имате. Јас тука би застанала и би отворила простор малку повеќе да дискутираме и да разговараме за некои ваши прашања поврзани со стресот, резилиентноста, надминување на ситуациите, се она што вас ви интересира поврзано со темата. Во таа насока би сакала да ја отворам дискусијава во однос на можете да поставувате ваши прашања и секако се надевам дека ќе можам тука да видам кој што праша. Можете да се вклучите, вклучително да се слушнеме, да поразговараме. Секако вашата приватност е загарантирана, не мора да се представувате, но многу е битно да го донесете она за што сте тука присутни денес. Дали ќе може да го прикажете окей. Дали сакате да донесете можеби нешто од овие вежби кои што некако малку потикна некои ваши коментари, можеби некои начини на кои што вие сте се справувале со вашите кризи, што на вас ви помогнало во справувањето со кризите, како вие се носите со стресот? Значи, се она што за вас е битно, затоа што овде зборуваме за запознај се со собственото ментално здравје, што значи градење на капацитетите, нели ваши, тоест препознавање на вашите капацитети кои што веќе се изградени. Не она што недостасува, туку она што го имате и го поседувате. Би сакал ли некој да се вклучи со свој коментар и со свое размислување, например, за темиве? Веќе почекаме уште малку, доколку нема кој да се вклучи, тогаш би ви предложила, не знам, да продолжиме да се опуштаме и релаксираме, доколку тоа е окей со вас.
Океј, добро. Можете слободно да се вклучите во било кое време. А сега јас би донела дека одговорите на стрес е нешто што се истражува многу. Уште во првите истражувања на Ханс Селие во 1970 година, во кој што тој всушност со неговите истражувања утврдува каков е тој физиолошки одговор на одредена стресна ситуација. Првичните одговори кои што се бори се и нели бегај и одговорите на замрзни, умртви се и задоволува или удоволува, тој одговор после е додаден во стресните одговори или реакциите на стрес. Но во однос на првите одговори, нели вака кога ги замислуваме, првенствено размислуваме за некоја нели анимална феноменологија во која што нели сме соочени или во која што луѓето порано кога не им била регулирана сигурноста, територијата, нели безбедноста, често пати морале самите да се борат за тоа што или да бегаат од непријателот или пак да play dead или изгледаат како мртви, што би се рекло мртви лисици. И тоа е интересно дека сите овие одговори, нели, според многу други психолози, например еден од психолозите кој што зборува за тоа е Питер Ливајн, кој што вели дека животните кога се соочени со огромен стрес имаат биолошки, тоест физиолошки механизми како да го растретат стресот од себе. И он спомнува дека тука најчесто буквално можете да видите видеа во кои што они ги тресат тие акумулирани енергии од себе. Значи прво гледаме една мечка, има многу добро видео ако не идете да го погледнете за поларната мечка во која што прво се плаши, се стаписува, се здравува, кога не идуваат другите, потоа паѓа на земја и после некое време почнува силно да се тресе и се враќа повторно во балансот, во рамнотежата, во нормалата. Она што го вели и Ливајн е дека ние немаме механизам како животните да го истресеме тој одговор од нас самите. Едноставно тој одговор останува во нас. И начините на кои што ние можеме тоа да го направиме е практично преку активирање на автономниот нервен систем. Тоа е тој нервен систем кај нас кој што е поврзан, кој што е нели неволев, но има само една, како да кажам, една битна нели компонента, тоа е специфика е дека единствено дишењето е процес од автономниот нервен систем кој што ние можеме да го контролираме. Дишувањето или хипервентилацијата која што се случува при анксиозните расстройства често пати е силно активирање на симпатикусот и на парасимпатикусот, но пред се тоа е една состојба на заглавување во една хипервозбуда, која што се поддржува со една хипервентилација, тоа е со забрзано дишење. Затоа најчесто во таквите ситуации се препорачува да се фокусираме на дишењето, фокусот на дишењето, во кое што најмногу ќе се фокусираме на издишувањето. На продлабочувањето на издишувањето, во кое што ќе си дозволиме целиот воздух да се издиши, а при тоа ќе вдишуваме и ќе издишуваме со звук. Можеме да користиме броење при вдишувањето и издишувањето, затоа што на тој начин мозокот го окупираме и многу посвесно тој се фокусира на дишењето, но во исто време, доколку мозокот нели почнува да биде или е дефокусиран од различните мисли, тогаш ние повторно се враќаме на вдишување, следење на вдишувањето и на издишувањето. За сето тоа треба навика. Според истражувањата потребно е 66 дена на секојдневна пракса за да одредено однесување стане навика, тоест за да телото почне самото да го бара.
При тоа мора да ви признам дека порано мислев дека потребни се посебни услови за да се постигне одредена релаксација, но она што сваќам и во овој забрзан свет денес, во кој што сите брзаме некаде и целосно сме контрахирани, е дека практично малку е потребно за да ние го предизвикаме релаксацијскиот одговор и да обезбедиме за себе некаква пауза, некакво смирување, некаква релаксација. Дури во движење. Значи не е потребен посебен простор. Затоа и многу од техниките на, нели знаете, активна присутност или mindfulness, во кој што едноставно фокусот се става на тука и сега и ние бележиме што се случува околу нас со цел да го предизвикаме чувството на реалност. Јас сум тука, јас сум во овој парк, јас сум обкружен со зеленило, јас слушам птици, јас вкусувам чоколадо, нешто што многу го сакам. То чоколадо ме води на места, ме поврзува со детството во кое што чоколадото беше награда, во кое што чоколадото беше задоволство. Јас слушам птици кои што навестуваат дека е пролет. Птицата сака да ми каже нешто. Значи, целиот тој дефокус или активирање на сетилата. Каде сум, каде седам, дали ми е удобно местото каде што седам? Дали треба да направам нешто за да ми биде поудобно? Дали треба да направам или дали треба друг некој да направи за да се чувствувам поудобно? Тука е големата замка, што ние доживуваме дека ние сме неспособни или немокни да раководиме со сопствените реакции на стрес, што е навистина илузија. Ние сме многу способни да пробаме, експериментираме и видиме кои се тие реакции на стрес за нас битни во даден момент. Јас се надевам дека денес успеавме да отвориме една многу значајна тема и се надевам дека нареден пат ќе се дружиме во поголем број со цел да отвориме доста прашања кои што за вас ќе бидат многу значајни. Се надевам дека исто голем дел од содржините што ние ги работиме психоедукативно, тимот на психотерапика, психолози, психотерапевти кои што многу работат на психоедукација, и често сме вклучени и сме активирани во делот на соодветно адресирање и поддршка на капацитетите на граѓаните за градење на нивното ментално здравје. Во таа насока ве повикувам да ги следите нашите содржини на Инстаграм и на Фејсбук, каде што би можеле многу повеќе информации да добиете за се она што е актуелно, што следува, да бидете во контакт со сите наши психоедукативни текстови, насоки кои што би можеле да бидат во ваша функција и во функција на вашите семејства. Тоа е од мене се за денес. Јас се надевам дека успеавте да земете, искористите и малку повеќе освестите аспекти од себе кои што често пати ги криеме од себе самите, затоа што немаме доволно време за себе, кога ќе сватиме дека потребно е само 5 минути за да ние го рестартираме нашиот систем, да биде малку понасочен, поактивен, повнимателен и посвесен за светот во кој што се наоѓа. Јас ви посакувам убави денови, убаво истражување на себе, поддршка на сопственото ментално здравје и доколку ви треба и дополнителна психолошка поддршка, знаете каде да ме најдете. Поздрав и секое добро!